Од септември скопјани ќе се возат со градски воз. Проектот напредува со забрзано темпо, а надлежните уверуваат дека до јуни целосно ќе биде завршена првата линија и од 1 септември пуштена во сообраќај. Станува збор за делницата долга 25 километри која треба да го поврзе Зелениково со Драчево, па преку Ново Лисиче и аеродром да заврши до железничката станица во Скопје. Возниот ред ќе го усогласиме заедно со ЈСП со цел да можат автобусите на ЈСП да ги преземаат патниците од станиците, но идејата е на секој час да има линија на градскиот воз, што е најчесто стандард во најголемите европски градови. Цена за билети разговараме, но моја цел е, ова е, се ограничувам, моја цел да не биде повисока од цената која што сега ја има јавното сообраќајно претпријатие за најоддалечените дестинации. Во моментов од првата фаза реализирани се 65% од градежните активности на делницата, а директорот на Железници Ивановски појасни дека се работи на темелна модернизација на пругата. Се работи на замена до трајни дрвени прагови, кои што се некаде датираат од 1959 година, од 63-та, од 69 година, кои што беа во очено незавидна состојба. Истите ги заменуваме во овој момент на оваа делница со бетонски прагови, кои што беа залека во предпријатието од пред 1 или 2 декади. Со новите бетонски прагови се очекува сегашната брзина на движење на возот од 20 км да се зголеми на 80 км на час. Ивановски додаде дека се работи и на модернизација на патните премини во Драчево, со што би се подобрила безбедноста и ефикасноста на оваа делница на градски воз. Во меѓувреме институциите работат на следните две фази. Наместо одделни постапки се планира еден заеднички тендер за преостанатите две линии, што би го забрзало целиот процес. Доколку се реализира според најавите, Скопје до крајот на 2027 година би можело да добие целосно функционален систем на градски воз со 3 линии. Втората линија ќе ги поврзе железничката станица со Маџари и Илинден, а третата ќе продолжи преку Бутел до Скопје Север, Волково и Ѓорче Петров и ќе заврши во Сарај. Паралелно со проектот Градски воз, градските власти во соработка со владата работат и на набавка на нови 100 автобуси. Сакам да се заблагодарам на министерот, но и на владата и председателот на владата господин Мицкоски, што градот Скопје наместо 80-100 автобуси нови ќе добие и верувам дека за брзо време ќе заврши постапката и граѓаните ќе можат конечно после долги години да се возат во нови автобуси, што се однесува до градскиот транспорт. Консолидирано можам да кажам дека е предпријатието конечно после долги години. Исплатени се приватните превозници и таму немаме отпор за разлика од минатото, како и 30 на автобуси се адаптирани, односно поправени, ставени дополнително во функција. Како дополнително и значително унапредување на јавниот превоз, Ѓоргиевски најави и реализација на БРТ транспортот, за кој како што рече наскоро ќе бидат објавени детали. Надлежните очекуваат до 2027 година целосно да се реши хаосот со јавниот превоз, а истовремено преку градскиот воз ќе се растерети сообраќајот низ скопските улици и ќе се намали загадувањето, особено во зимскиот период.